Продолжуваме со третата задача. Таа е напиши програма за пресметување плоштина и периметар на круг. Ајде да ја искористиме пак претходната задача. Плоштина и периметар на круг ни треба радиусот на кругот. Но за разлика од претходните задачи, овде имаме и константа, тоа е π. За да декларираме константа, знаете дека π, вредноста на π е 3,14, односно овдека ги пишуваме децималните броеви со точка, значи е 3,14 заокружено на две децимали. Бидејќи 3,14 не е цел број, туку е децимален, треба да го декларираме како float. Кога имаме константа, за декларирање на константа го користиме зборчето const. Понатаму оди типот на константата, float. Имињата на константите, за разлика од имињата на променливите, секогаш ги пишуваме со сите големи букви. Вака, π е еднакво и тука ја ставаме вредноста на π. Имаме const float, π е 3,14. Овде исто ќе ги декларирам како децимални броеви. Float, R, P и L. Сега, внеси ја страната А, не ни одговара ова. Ќе напишеме, внеси го радиусот на кругот. Внеси го радиусот на кругот. И овде го читаме R. Формулите. P, плоштина на круг, R на квадрат по π. Ќе напишам R, звездичка, R, звездичка, π. А периметарот е 2 пати по R по π. Печатењето го задржува, може да остане исто. Сега, build and run. Радиусот на кругот, например 4,5, нека е. Добивам P е 63,585, L е 28,26. Бидејќи целите броеви се дел од множеството на децимални броеви, можам да ставам овде цел број и добивам повторно децимални резултати, затоа што π е децимален број. Можете да тестирате и за други предности. Ете, со тоа ја решивме и оваа задача.